Добри дојде за Слободан Богоевски. Вие сте поранешен прв човек, подсекретар на службата за безбедност. Некои велат вистинскиот човек за интервју, која станува збор за овие скандали и афери, пуч и прислушкување. Одиме со последните информации, господин Богоевски. Што е всушност одговорот на власта кога Заев тврди дека поседува документи, докази, каде што јасно се гледа нечи подпис на налог да бидат прислушкувани, тој вели, повеќе од 20.000 луѓе. ВМРО ДПМН вели дека, се уште вели заради тоа што Заев не ги покажал на вистина тие документи, дека такви документи укази не постојат и дека тоа е уште еден доказ дека всушност некоја странска служба од соседството, такви се некои од информациите, можеби Грција, пишуваат некои весници. Па тогаш прашањето е доколку навистина таков подпис постои, да одиме со таква веројатност прво, заради тоа што Заев прв излезе со такво тврдење, чий подпис треба всушност да стои на тие налози? И кој да биде, се разби, наредбодавателот? Пред да ја појасниме постапката, прво една генерална оценка. Реакцијата на премиерот и на владата и воопшто реакцијата на Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство и судот до сега, после објавувањето на податоците од страна на Заев дека располага со релевантна документација за сторено кривично дело неовластено тонско снимање и прислушкување е незаконита. Мислам дека премиерот направи огромна грешка и казнива грешка, наложувајќи му на обвинителството и судот да поведат постапка, кривична постапка против Верушевски, неговата фамилија, против определен круг на лица кои работеле или работат во МВР, а имале допирни точки со управата каде што тоа се врши, вклучително и постапка против лидерот на опозицијата господин Заев е недозволива. Зошто? Ево зошто. Никој не може да одговара кривично ако пријави кривично дело, бидејќи ако неовластеното тонско снимање и прислушкување го прават службени лица, а вакво масовно снимање и прислушкување незабележано во светската историја, ако земеме во обзир колку население живее во Македонија и какви се проблеми безбедносни има, ќе влезе во аналите историски како преседан. Чекајте, решението за Заев се однесува на насилство кон функционери, кон високи државни органи. Токму за тоа говорам. Представници. Токму за тоа. Во обид да се пресретне објавувањето на ваквите податоци, кои говорат за масовно кршење на законите, према повеќе од 20.000 луѓе, повреда на Уставот и со Устав за гарантираните слободи и права на граѓаните, правено од првите луѓе кои на некој начин се и роднини, премиерот Груевски и неговиот братучет Сашо Милков, го прави во светски рамки посебен случај. Обидот да се пресретне објавувањето со заплашување дека секој кој ќе објави и говори ќе биде прогласен за странски шпиун, односно дека тоа го прави наводно некаква странска служба, што е исто така невидена глупост. И зошто е невидена глупост? Како вели премиерот? Го прашав неколку пати дали е сигурен во тоа што го говори, дали е сигурен да ми вистина станува збор за странска разузнавачка служба, на што тој потврдно ми одговори. Се однесува на материјалите кои му ги дале на Заев. Ќе го коментираме и тоа, но прво да завршиме. Добро. Поведувањето на постапка против господинот Верушевски, неговото семејство и другите и против Заев, за шпиунажа и неовластено, односно насилство
врз највисоките представници на државната власт, тоа се премиерот, председателот на собрание, председателот на републиката и председателите на Врховниот и Уставниот суд, тие ги дефинира кривичниот законник, представува токму чинење на кривично дело, бидејќи ако премиер си дозволи во својот кабинет да го снима лидерот и да покасно веднаш следи реакција од обвинителството и од судот, со кој се поведува постапка против овие лица, токму тоа е насилство врз уставниот поредок. Имате доказ дека премиерот го снимал Заев? Па, кој може во кабинет на премиер да влезе? Тоа е нонсенс да го помислите дека некој ќе влезе во кабинетот, бидејќи овде станува збор за видеозапис, не за неовластено тонско снимање. Станува збор за видеозапис, значи мора да имате камера внатре која ќе го снима тоа. Второ, Не може да се направи никаков упад од странска служба, например. Нема шанса, ви кажам, и доколку се случи, исклучува одговорноста на премиерот и на шефот на безбедност и министерот за внатрешни работи. Доколку има упад. Доколку имало, значи не може да биде тема за господин Заев или било кој друг. Второ, од текстот кој е објавен на разговорот, недвосмислено произлегува дека тоа си го нарашал самиот премиер да биде снимен разговорот, за да биде манипулативно користен покасно. Да се нападне господинот Заев, дека ето рекол, дека тоа му потекнува. Он можел да каже дека и од Марс ги добил. Тој разговор е неовластено сниман, бидејќи во тој момент Заев немал против себе постапка поведено. Нити постоело решение од судот со кое му се овластува, се дава овластување, например, да ги снима разговорите во неговиот кабинет. Но информациите кои особено излегуваат од провладините медиуми се дека всушност на Заев му дале снимани материјали кои сниманите материјали се всушност дело на некои странски разузнавачки служби. Тоа е нонсенс да го помислите. Ако може странска разузнавачка служба да ви влезе во кабинетот на премиерот Не само во премиерот, говориме сега за прислушкување. и да ви прави видеозапис, И за прислушкувањето на 20.000 овде граѓани. станува збор за мобилната телефонија. Да. Тогаш одма треба да си поднесе оставка премиерот, зашо го дозволил тоа? И министерот за внатрешни работи. Тоа е незамисливо. Тоа е само една фатаморгана која се наметнува во јавноста дека странски служби ги правиле тие. Второ, не постои странска служба која има толкав интерес кон Македонија, за да така масовно 20.000 слушат, бидејќи они самите безбедностни проблеми во нивните држави не можат да ги покријат со толкав обем. Нити па постојат технички можности да се обиде некој да го прави тоа, а да нашата служба, вклучително и операторите, мобилни и други, то не го регистрираат. Од првиот момент. Значи, нонсенс е да се зборува за такви работи. Значи, од текстот што е разговорот, да ви потврдувам дека неспорно е, произлегува дека Груевски го наведува господинот Заев да говори дека ми ги даде странска служба. И тоа смета дека со тоа го докажал постојањето на кривично дело шпионажа. Господин Заев можел да му каже дека и од Марс ги добив од внатре, од надвор. Тоа е ирелевантно. Значи, затоа што он не е овластено службено лице кое располагало со такви работи, него некој му ги дал. Воопште небитно кој му ги дал. Ако ги дале овластени службени лица од МВР, кои работеле на тоа, исто така нашиот кривичен законник предвидува ослободување од казна, бидејќи пријавиле кривично дело, потешко кривично дело кое се гони по службена должност. Доколку не го сториле тоа. Каде да го пријават, ако постојано говорат и опозицијата и меѓународните институции, организации, нажалост, не постои независност. Правната несигурност, Да. наметната кај сите граѓани во Македонија, дека ние немаме судство, немаме независно обвинителство, дека се зависи од првиот човек и неговиот братучет, односно Груевски и од Мијалков, луѓето се плашат да приват, бидејќи треба да приват кај баџанакот на Мијалков за вакво дело. Затоа се одлучиле да му ги предадат на господинот Заев, тој да го стори тоа. Зошто? Затоа што лидерот на најголемата опозициона партија во Македонија
Во исто време, ако го погледнете добро нашиот устав, представува дел од нашиот уставен поредок. И не е така едноставно вие да тргнете во постапка против лидерот на опозицијата, да го загрозите карактерот на уставниот поредок, без да во раце немате никакви цврсти документи и докази дека тој сторил било какво кривично дело. Велите дека ова дело ќе биде отфрлено? Апсолутно, ако воопшто некој останало барем малце доблес кај обвинителите и судиите. Насилство, знаете како го дефинира кривичниот законник? Вика, тој што со намера да го загрози уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, со примена на сила, закана или уцена, ќе го натера еден од овие 5 носители на врвните функции да направи нешто што не треба да го направи, или да не направи нешто што морал да го направи, ќе се казне така натаму. Како можел Заев да го натера премиерот да направи нешто или не направи, соопштувајќи му одлука на неговата партија, донесена многу поодамна, дека тие не веруваат во регуларни избори и дека сметаат дека треба да се направи техничка влада за да имаме регуларни избори. Во што гледате насилие? Груевски вели дека тргувал со доказите. Како тргувал? Му кажал дека нема да бидат објавени доколку се согласи на техничка влада. Можел све да му каже. Тоа не е важно. Све можел, и релевантно е за кривично. Може да се блефира. Можел и друго да му каже. И повеќе да му каже. Апсолутно е релевантно за кривичната постапка. Заради тоа ли не е уапсен сепак Заев? Претходно кажавте дека некои луѓе надлежни во надлежни институции треба да имаат сепак доколку имаат доблест, тој не би се воопшто да би имало било каква кривична постапка. Заради тоа ли не е уапсен? Веројатно сметале дека премногу голем залог би бил Заев, затоа што немат ништо во раце. Напротив, се работи за политички криминал кој го направил Груевски, неговиот братучет Сашо Мијалков. За да го прикрие тој криминал, они прават све сега да ја замаглат суштината, да направат неосновани обвиненија према лидерот на опозицијата и према новинари, да ги заплашат, дека никој не смее да објавува ништо во врска со оваа постапка, за да не излезе срамотна виделина. А јас ви кажувам дека не само вработените во МВР, туку и новинарите, без пречка законска, можат све да објавуваат. Прашање на нивната совест дали некој работи ќе задрат во приватно живот. No. Бидејќи, ако тие податоци се добиени на незаконит начин, нити можат да ја уживат законската заштита дека се работи за службена тајна или за државна тајна. Впрочем, и целосно е неосновано постапувањето и против господинот Заев и против Берушевски со сомнежи за шпионажа или странски служби, ево зошто. Неоснована е целата постапка, а камоли притворот на цело семејство на Берушевски, притворот на вработените од МВР и кој знае уште колку ќе ги има. Зошто? За да постои кривично дело шпионажа. Што подразбира нашиот кривичен законник? Што подразбира и праксата. Да. Светска пракса. Ние сме единствената држава прва во свет која за толку кратко време има 2 масовни мега случаи на гонење за шпионажа. Би тврдам, ни првиот наречен шпион не е законски, а овој уште помалце. Ево зашто. За да постои кривично дело шпионажа од член 364 од кривичниот законник. Прво, вика, кој државна тајна ќе оддаде на странска држава, организација и лице кои служи со намера да го загрози уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, ќе се казни толку и толку. И има понатаму уште 4 нови става и последниот 6 кој го објаснува што представува државна тајна. Тоа е, значи, податоци и документи кои со закон или на основа одлука на надлежен орган се прогласени за државна тајна. Но ние не знаеме и вие не знаете какви докази има МВР. Во конкретниот случај. И обвинителството, с кое говорите за Верушевски. Од прислушкување и неовластено тонско снимање, никој пат не можат да имат назнака државна тајна, тие се службена тајна. Значи, од аспект на кривичното законодавство, што е релевантно и за постапувањето во МВР,
не постои кривично дело шпијунажа. Друго, за да се шпекулира, како што се шпекулира во јавноста, дека наводно постои меѓународна завера, па сега македонците големи треба да ја бранат Македонија од надворешни и внатрешни непријатели, што треба да има? Прво, лицата кои се гонат, конкретно Верушевски, неговото семејство, другите вработени, господинот Заев, мора да имат статус на лица кои располагаат и се одговорни да постапуваат со податоци и документи кои представуваат државна тајна. Во конкретниот случај, ниту еден од овие документи не може да биде државна тајна. Второ, Вие ги знаете ли документите? Зашто? и да не ги знам. Од каде знаете дека не Затоа што поседуваат? јас сум ги пишувал прописите со децении во МВР. Не, од каде знаете дека тие не поседуваат такви документи? Не може да бидат такви документи од невластено тонско снимање. Никој пат. Затоа знам и да не ги видам, знам. Тоа не може да биде државна тајна. Државна тајна, знаете што е? Тоа се неколку работи во државата со кои располагаат толку мал круг луѓе, а не вработени во МВР службени лица кои применуваат такви мерки. Може би делото, ти велат дека во делото се вклучени луѓе од разузнавачки странски служби. Токму тоа е сега. Вториот услов, значи, покрај статусот што треба да го имат овие лица кои се гонети. Вториот услов е документите кои се нашли кај нив, навистина да бидат изворни документи во оригинал, на кои стои ознаката државна тајна. Трет услов, кој треба да постои, вие мора да го имате фатено еден, двајца или повеќе представник на странска служба за кого тие работеле. Или ги плаќал, или од други причини. Сите овие услови, нашето кривично законодавство упатува дека треба да бидат исполнети кумулативно. Значи, кај овие лица мора да има статус, мора да има оригинални документи и мора да има представникот да ти е овдека приведен. Камо го представникот на странската разузнавачка служба за кој наводно работеле овие? Ово е токму кривично дело насилство врз уставниот поредок од страна на самиот премиер, бидејќи неговите јавни изјави вршат притисок на обвинителство и судство, вклучително и на Врховниот суд, кој покасно ќе постапува, да донесуваат одлуки онакви какви што тој посакува. Тоа е рушење на уставниот поредок. Тоа е кривично дело насилство, а не е насилство господинот Заев. Да, вие велите дека добро на ова решение треба името на Груевски да стои. Треба се сменат имињата. Да. Што ви вели Заев, сестрински во интервју за 24? Сестрински партии помагаа Верушевски да добие работна виза во странство. Може ли? Зошто не? Што е тоа? Не е ли тоа Што е релевантно за кривично дело? Апсолутно не. Не е ли тоа доказ дека соработувал со странски служби и еве и Заев и Верушевски? Појаснено, верно се постојат многу нејасноти. Нашето кривично законодавство, за што ќе мислите во кривична постапка, мора да се раководите и од материјалниот и од процесниот закон. Како го дефинира? Значи, кривично дело да постои, оно е лимитирано со заштита на човековите права и слобода од една страна, втората граница представува повреда на јавниот или општествениот интерес. Каква повреда на општествениот интерес, на јавниот интерес постои, ако некој останал невработен и ако некој, без разлика дали се работи за лидер на партија, сака да му помогне некаде да оствари екзистенција. Тој се плашеше за својот живот поради тоа што соработуваше со нас и даваше насоки. Какви насоки можел да даде Верушевски? Како вели Заев, давал насоки откако јас му ги доверив материјалите кои дојдоа до мене. Верушевски можел да дава секакви насоки, и стручни, и теоретски. Да, и мене да ме повикате, и јас сега ќе ви кажам, прво ќе ве советувам дека да не одите во таква постапка, затоа што нема дело тука. Зашо е казниво некој некој да повикува да чуе стручно мислење од некој што го работил тоа? Стручно мислење за прислушкувањето материјали? За било која материја. Вклучително и прислушкување. Затоа што тие материјали, кога веќе излезат од опсегот на заштитата надвор,
Не само овие што се незаконито правени, дури и они кои се правени со решение на судија. Тие веќе не го уживат статусот на заштитена тајна. Тие веќе излегле. Ете, околу ни тие материјали Можеме- на почетокот ве прашав, кој става подпис, наредба да бидат прислушкувани Ево, 20.000 граѓани или за 20.000 граѓани ли е ставен подпис? Тоа не е исто јасно. Јас не знам дали за 20 ставен подпис. Обсегот на слушаните луѓе се Добро. како што било толку, но не е битна сега бројката дали се 20 или 10 или 15, во секој случај, ако обсегот е толкавар, без разлика колку е покривано тоа со едно решение, па фаќани 20, 30, 50 лица, е ирелевантно. Порелевантно кое е? Ако МВР си дозволила тоа да го прави, постојат подзаконски прописи, кој и во кој обсег на тие информации може да биде корисник. Во конкретниот случај, слушнавме дека исклучив корисник на тие информации бил премиерот Груевски. Он можел да добие информација за релевантни безбедносни прашања опфатени во тие материјали, но никако не смел да ги добие изворните снимки, ниту па транскрипти од тие, затоа што на премиерот тоа не му е работа, нити има властување за тоа, без разлика што е премиер. Значи, ако сакаме да зачуваме службената тајна, во конкретниот случај станува збор за тешка злоупотреба на службената положба на премиерот, на министерот за внатрешни работи, на шефот на УБК Сашо Мјелков. Овие се најтешки облици на злоупотреба на службената положба. Министерот за внатрешни работи. Ние видовме лента, материјал, каде што и министерката е прислушкувана. Веројатно не ставила подпис, наредба за таа самата да биде Предпоставам прислушкувана. дека не ставила кој е нормален човек сам на себе не може да си подпише решение да Кој може тоа да го подпише? Но може ако добиле од судот тоа што така беше постапката за тој период, бидејќи кратко само да ве упатам во историјатот на законодавството. До 2004 година имаше проблем со примената на посебните мерки, така наречени, или посебни средства и методи, бидејќи членот 17 од Уставот на Република Македонија беше нејасно дефиниран уште 1991 година. Определуваше дека само врз основа на одлука на суд, кога се во прашање безбедности и одбраната на Република Македонија, може да се дозволи отстапување од началото на тајноста на писмата и другите средства за која. 2004 година, со амандман на членот 17, образложен дека тоа се прави да се дозволи донесување на законско решение да се отстапи од ово начало уставно за неповредивост на комуникациите меѓу луѓето, дека тоа ќе послужи во борбата против корупцијата. Модерно беше тогаш да галамиме дека многу корупција има и дека за најтешките облици на организиран криминал. Под организиран криминал секој подразбира што значи тоа. Тоа се најтешките облици на организиран криминал, како и најтешките облици на кривични дела кои го загрозуваат уставниот поредок и безбедноста на земјата. Тоа значи тероризам, насилно рушење на уставниот поредок, финансирање на тероризам и така натаму, за кои се предвидени и највисоките казни. Вие не можете да го употребите обвинителството сега, а пред тоа судот да донесува решенија без цврсти докази и кои дават сомнеж дека навистина се припрема или се прави некој од овие дела, да донесува формално да му биде покритие за ваква масовна злоупотреба. Значи, одговорноста не е само на министерот за внатрешни работи, шефот на УБК, премиерот. Одговорноста паѓа и врз тие кои ги подпишувале тие решенија без да погледнат дали на вистина има доволно докази кои сомнението ќе го направат. За сите ли граѓани имало, сите прислушкувани граѓани имало такво судско решение? Јас не сум... Не е неопходно да се има такво судско решение? Да, неопходно е. Значи, мора да постои покритие. Колку илјадници граѓани? И јас не верувам, значи судот не би требало ништо да работи, сем да штанца решение, прислушување. Тоа значи дека може и неовластено да се прислушкуваат. На устна наредба? Имал увид во ова
Не ни сте имали увид, но кажете ги методите на Но прислушување. мислам дека е невозможно. Ако ние имаме 20.000 државни непријатели во Македонија. Не, дали со устна наредба може да Со се устна прислушкуваат? наредба, да. Кој може да ја даде таа устна наредба? Исклучиво шефот на УБК, исклучиво он може да ја даде и министерот, но министерот за внатрешни работи пак мора да му се обрати на шефот, бидејќи организационата единица која ги работи овие работи е во рамки на управата за безбедност и контраразузнавање. Значи, одговорноста е исклучиво врз шефот Саша Михалков. И неовластеното давање на користење на премиерот. Не може на премиерот да му испраќа снимки. Не може на премиерот да му дава целосни транскрипти. Може само Може информација. сумирани информации му Може дава. само сумирани, али со релевантни показатели за оправданоста на мерката. А не вака да слушате вие разговори приватни меѓу подписател на влада, министер и кој знае уште што се друго ќе слушате. Значи, ако е то така, они длабоко завлегле во криминалната зона, така наречениот политички криминал, кој го загрозува уставниот поредок. И ако епитетот пуч, како што го дале на акцијата, како сами да си го напишале за себе. Ово е навистина пуч на уставниот поредок од страна на премиерот и неговите најблиски роднини, бидејќи јас стално ги викам, ние немаме уставно уредување, имаме фамилија која го тероризира ВМРО ДПМНЕ прво, па и сите нас како граѓани. Ајде, Верушевски се плашал, вели, Заев за својот живот. Треба ли Заев да се плаши за својот живот? Во Македонија, по се оно што го видовме изминативе 9 години колку се на власт Груевски, нормално е дека луѓето се плашат и за својот живот, затоа што ако ви имате такви масовни притварања на луѓе, без никаков основ, еден од нив сум јас. Ако ги уништувате семејствата на тие луѓе, ако им ги присвојувате фирмите, ако ги рекетирате, притискате секој ден, ако слушате неразјаснети смртни случаи, нормално дека луѓето се плашат и за својот живот. Затоа што амбиентот кој го наметна фамилијата на власт во Македонија е токму тоа што го посакуваше Груевски, да ги исплаше граѓаните и да живеат во страх. Треба Заев да се плаши за својот живот, според тоа што велите? Нормално дека секој нормален човек се плаши. И треба да биде рационален, дека имаме работа со буквално тираниска власт, која не би се либела такви методи. Кон Заев? Кон секого, не само кон Заев. И сосема природно е да се плаши и Заев, посебно дека тој ми представува најсериозна закана како лидер на опозицијата, дека ќе го разгори тираниското владење на Груевски. Имаше едно вчера прашање на Алсат, Мухамед Закири го водеше интервјуто со Заев. Има шпекулации дека во тие документи, докази кои тврди Заев дека ги поседува, има и некакви разговори телефонски за физички ликвидации. Токму беше прашањето на мојот колега Мухи да објасни. Заев не сакаше да оди во детали, само кажа дека станува збор за болна работа. Јас сум ги слушал тие информации, но јас повеќе сум склон да им верувам на информациите, бидејќи лични искуства имам со ова фамилија, дека не би се либели и од тоа да го направат, доколку им биде загрозен нивниот криминален интерес. Тврдам дека со Македонија буквално владее едно злосторничко здружение, казниво по кривичниот законник, олицетворено во ликот на Груевски и неговата фамилија. И дека не се либа било кое кривично казниво дело да го направат, вклучително ликвидации на луѓе. Ако вие само гледате, ево зошто. Дали знаете колку илјади луѓе годишно одат во затвор? Ние сме рекордери во Европа. А ви тврдам, барем половина од нив, никаква вина. Некој оди затоа што сметал Груевски дека ќе му пречи или му пречи. Некој оди за да му земат фирмата, бизнисот. Некој оди од едноставна причина да му се одмазде за
јавно или нејавно кажан збор. Еден ден тоа ќе излезе на виделина. Овие документи, што господин Заев ги најавува и дел објавува, Тој вели дека тоа се тие документи и докази. Ви тврдам, ќе покажат политички нарачани судења, во кои ако судија не досуди онака како што наредил премиерот, ото сите наредби идат од него, исклучиво од премиерот, од тука и тие ноќни сеанси со председатели на судови и обвинители во кабинетот на Груевски. Дури они треба некога да предпостават кого сака да ликвидира Груевски. Ако погрешат, ќе ги снема. Бројката само погледнете, ево да речеме, само во Скопскиот затвор имате минатава година 3000 во упатени на издржување казна затвор. Знаете кои бројки се тоа? Овде не говорам за другите затвори. Тоа е страшно нешто да го помислите. Доколку е тоа така, доколку толку има криминал во Македонија, доколку толку е разрушен безбедносниот поредок, тогаш се постава прашањето што работи ова влада? Не можеме да имаме рекордери по најцрните теми. Добро. Можете ли да направите разлика помеѓу аферата Дувло, ја нарекуваа македонски Watergate, во која бевте и вие инволвиран, која станува збор за прислушкување на ВМРО ДПМН и оваа афера? Која е разликата, господин Боговевски? Неспоредливо. Прво да ви кажам, можам дури и да го илустрирам со податоци, но да не излеземе од обврската на чувена тајност. Никој пат службата за државна безбедност, која беше во тоа време све што подразбираме безбедносна разузнавачка заедница во Македонија, немала континуирано под вакви мерки повеќе од 10 лица. Исклучиво, кога се правеле поголеми операции, како што беа паравојски и останати, се проширувал опсегот за 7 до 8 дена и завршувало на тоа. Меѓутоа, ВМРО тогаш, не ВМРО како партија, него раководството на ВМРО ДПМН, Лјупчо Георгиевски, покојната Димовска, постојано го истакнува во јавноста дека се жртви на незаконито тонско снимање, прислушкување и следење како политичка партија. Ево што е точно. Во одреден период, при контакти со представници на странски служби, со представници на политички партии странски, со кои договара отворање на Јужен фронт во Македонија, во услови кои ние немавме своја армија, во услови кои ќе значеше кланица. Кој договарал? Лјупчо Георгиевски. Добро. Нормално е дека ќе бидете следени, фала Богу, тој немаше никакви последици. Нити му поведовме кривична поставка и овој предмет беше предмет на поставување во Собраниската комисија за надзор на работата на службата. Кога јас им го отворив доказите на членовите на комисија, во кои доминира представници од ВМРО тогаш тие ме замолија тоа да не биде објавувано и дека тие ќе донесат заклучок дека службата си постапувала законито. И таков заклучок донесла, за да не излезе срамот на виделина. Дека нивниот лидер контактира со странски државјани и дека заговара, што и мене лично ми го кажал, дека сега е моментот да отвориме Јужен фронт. Знаете што значи тоа? Но тоа сепак беа други времења, нити јас покренав постапка, нити помислив да покренам постапка. Целта ни беше само да го контролираме процесот, да не направат таква глупост. А не вака да на добиена информација одма се определува притвор, да ја пресретните опасноста. Да, притворот е едно од најтешките ограничување на човековите права и слободи, кои остават тешки последици по здравјето, по фундаменталните вредности на човековите, вклучително и на семејството. Добро, вие бевте во притворот, говорите од своје искуство. И за тоа време бевте илустриран, всушност. Да, па мораше да ме притворат за да ме илустрират, за да не коментирам, бидејќи илустрацијата, како што е киниса раководството, односно фамилијата. Секој пат викам фамилија која нема никакви доперни точки со ВМРО ДПМН.
ова фамилија која го владее, Да, добро. која почистички го освоила народот, која почистички дојде на власт и која со пучеви владее со нашето општество, вклучително и со институциите. Она како азијатска орда настапува. Имаше информации дека при многу политички квалификации давате па да бидеме Овде се и правни, не се добро. само политички. Имаше информации дека всушност е и притворен и илустриран заради тоа што имате некакви документи во вашите архиви, можеби не дома. Се разбира дека дома не би ги чувале. Чувате ли нешто во компјутер? Јас и јавно сум кажал и порано на неколку наврати дека никој пат не сум чувал, нити имало потреба да чувам. Не само заради обврската за чување на тајност. Јас кога сум заминал од МВР, не сум понел со себе ништо. Но, каде е опасност? Ќе ви поверували некој која велите јас не сум понел ќе ви ништо кажам од наотворено. МВР? Зошто Груевски сметаше дека треба да мене да ме ликвидира? Вие не може да ми ги земете сеќавањата. И што правите со сеќавањата? Кои лесно можат да ве упатат на минатото на одредени луѓе. Значи, јас представам жива закана за нив кои се обидува све да фалсификуваат. Од никакви луѓе да прават херои. Хероите да ги прогласат предавници или кодоши. Нема да бидете бесмртен. Тоа со сеќавањата не ви поминува, господине Богоевски. Сигурно имате некаде нешто документирано, макар сеќавањата. Ево, но ви кажувам лично, никој пат не сум чувствувал потреба да чувам јас документи. Не дома да чувате, можеби се чуваат на друго место, и постојат сигурни места во светот. Кога поминат дистанците кои законот ги определува за чување на одредена тајна, бидејќи јас сум подобрска, никој нема да ми забрани јас тие работи да ги објавам. На кој начин да ги објавите? Како сведоштво или да ги... Затоа што кај нас постојат прописи. Добро, треба да покажете доказ за било што. Одредени податоци, документи кои се прогласени за тајна, од било кој вид, дали е службена, дали е друга, после известен период, по истекот на рокот предвиден во законот, може да бидат објавени. Рековте пред малку дека немате документи. Но, ви кажувам, не значи дека ако слободан нема, дека такви не постојат. Јас тоа ви реков, не мора да бидат кај вас дома за да кажете дека ги дека ги немате. Владење, кој ќе заврши, ќе го видите грдото лице на фамилијата. Чекате да падне оваа власт или чекате Секако. истекот на документите Во да Македонија дојде? влада се служи со една риторика која користеше и последната влада во време на социализмот, секоја една промена низ институциите на системот. Океј, тоа би било најдоброто нешто. Добро. Меѓутоа, ако вие додадете на тоа низ моите институции, бидејќи овие институции се на Груевски, на фамилијата, нека се осмели било кој судија да донесе пресуда спротивна на наредбата на Груевски, ќе видите што ќе го најде. Затоа безпредметно станува инсистирањето на тоа начело све да се речува низ институциите, низ кои институции. Добро, Ќе одите кај Баџанакот на Мијалков да процесуира? постојано говорите за Баџана. Па ви говорам за карактерот на Да, владењето. добро. Они се исплашени луѓе, затоа само фамилиарно се врзуваат и клановски како типично за сорничко здружение, зашто немаат верба во другите, дури и најблиските соработници. Добро, Гордана Јанкуловска е прислушкувана. За мене е очекувано. Зошто? Знајќи го карактерот на Груевски и на неговиот братучет, тоа е за мене најприродно. Они се од себе исплашени, не од своите соработници. Ако се од себе исплашени, би биле и меѓусебно исплашени еден од друг, па би се прислушкувале. Зајфри, че такви докази нема. Па нема, другите да, али меѓу себе не, бидејќи тоа се едно. Али бидејќи се престрашени, знаат кои се добро и се плашат да не се вратат во реалноста кои биле, се служат со најрадикални мерки да се пресметат со се оно што смета дека може да ги загрози. Така да за очекување во овој период да се послужат и со најрадикални мерки, не само процесуирање. И тоа ќе биде последната фаза од владењето на оваа тиранија од азијатски тип. Какви се тие радикални мерки?
него Апсат Заев до сега. Радикални мерки значат посегнување и по животот на одредени луѓе. Може да му се случи тоа и на Заев. Предходно кажавте дека природно би било Заев да се плаши за кога стана збор за ликвидација. Оправдан е с работа. Оправдан е, знајќи со кои луѓе имаме работа. Како може да го игнорирате? Тој ќе биде всушност како ќе го возрете ударот ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН, моја проценка можам да ви кажам, познавајќи идеологијата, луѓето, ВМРО ДПМН како партија, ни сиве овие години на постојање, нема ништо заедничко со ова што го работи Груевски и неговата фамилија. Добро, за власта, кога го велам ВМРО ДПМН, мислам на власта. Како ќе го возврати ударот кон Заев власта? Дека повеќе жртви од владењето на Груевски и фамилијата има во ВМРО ДПМН, него што има во СДС. Добро, Заев и во неговите интервјуи вели дека има таму честни луѓе и дека воопшто не генерализира. Јас го тврдам исто. Да. Добро, патриоти кои влегле во таа партија од сосема возвишени идеали, но не влегле дека со идеал дека со нив ќе владее некакво двосторничко здружение, како што е ово сега. Добро, ме интересира сега ваша политичка оценка, освен вашите прерадикални ставови дека може би бил некој ликвидиран. Отврлате дека би бил уапсен Заев? Не тврдам јас, него не исклучувам. Не исклучувате. Кои би биле други удари можни? Они ќе се обидат сега со, бидејќи ово се карактеристики на нешто што заминува. Секоја една тиранија завршува на овој начин. Ќе заврше подкупот на луѓето, на соработниците, ќе заврше освојувањето на институциите и завршиме кај нас. Сега доаѓа распадот. Во тој распад, тој една катарза ќе се случува. Можни се и најрадикални методи. Ево, за пример да ви го дадам. Тоа пред 2 дена што се случи. Новиот закон за паралелен судски совет. Знаете што значи тоа? Тоа е пуч на уставниот поредок. Имаме судски совет како уставна категорија, иако е регулира неговата надлежност со закон. Вие надвор од уставот донесувате закон да правите паралелен во кој ќе влезат најлојалните јуришници на овој. Зошто? За да можат и во случај на пат на Груевски еден период да ги заштитат интересите на фамилијата. И тука ви се овие што сите ги знаеме до сега, со посебна назнака дека мора да бидат пензионирани. Добро, тоа е една од методи. Вчера го гледав внимателно интервјута на Ставревски на Сител. Новинарката се разбира, не мислам дека вината е во Ставревски, воопшто не постави прашање за прислушкувањето, можеше и се разбира за студентските протести. Но очигледно е инструкцијата, наредбата кон провладените медиуми да се молчи и да се игнорира целиот тој процес пуч и прислушкување. Една од фазите на владењето. До кога тоа ќе трае? На Груевски, една од фазите беше освојувањето на медиумите. Нажалост, во еден добар дел успеа телевизија, Канал 5, Сител, весниците на ВАЦ, ги освоја, ги направија лична собственост или директно влијание. Но, тоа функционира одреден период. Вие во услови, кога имате, без разлика какви се, и други медиуми, без разлика што се сиромашни, со мал обсег, така, во услови на масовни средства за комуницирање, не можете да ја скриете, вистина колку и да молчите. Не значи ако молчи некоја телевизија, дека нештото не постои. Ево, отворете ги ако ги следите, ќе видите дека се оно што ја загрозува сликата, идеализираната слика, што сака да се продаде со многу пари преку нивните медиуми, не кореспондира со реалноста, не информираат за студентските протести. Се обидуваат на сите начини да ги игнорираат штрајковите на СОНК, се обидуваат да ја убијат секоја мисла и секој јавен збор на поединци. Но ова е време на интернет, добро. Тоа е вие. Но таа гледа слика не може да ја сопрат тие негови телевизии. Да. Значи споменавте апсење, можно
физички ликвидации, иако е премногу радикално, но не отфрлате таква можност. Можно ли е распишување на избори? Груевски да посегне по тој метод? Веќе не сум во политичките партии, но си дозволам сега да прогнозирам дека оно што господинот Заев му го нудел, сега би бил пресреќен да тогаш го прифатил. Сега му е касно. Затоа што не постои човек нормален во држава што би поверувал во фер парламентарни избори или локални, не е битно, ако ги организира ова фамилија на власт. Видовме дека е до крај криминализирано, вие сите државни ресурси ги користите за подкуп на граѓаните. Добро, и Заев вели дека има документи токму за фалсификување на избори. И тоа е точно. Тоа нема човек во Македонија што не го знае за гласањето со по 10 лични карти. Но требаат докази за тоа. Има докази за тоа, но мито се... Заев тврди дека тој ги поседува. Има не само Заев, него за ово беше јавен избирачкиот процес. Јас само сум сретнал барем 20 на такви што држат во джеп за пари, нормално. Јавници ќе ги искористат, дали се од некаде дојдени тука, дали се од нивната сиромаштија, оде и гласај, и со такси службата на Мјалков ги разнесуваат од едно друго гласачко место. Тоа се илјадници докази, не е тоа еден доказ. Да. Добро. Ајде околу Кондоминас, вашиот Стар пријател, стар. Добро. Тогаш. Прашањето е, во моментов се гради во објект на плоштадот. Да. Дали е тој вистинскиот всушност газда? Така, него он влезе тука, ако мислите на площадот, он влезе и во многу други бизнеси овде во Македонија. Значи, он беше присуден претходно во нашите бизнес со Телеком. Но не друго, он беше главен посредник за продржба на ОКТА. Знаете, од тогаш датира нивните контакти со Груевски како министер, кој го потпиша договорот со посредникот Емануел Малелис. Тогаш. Они ги интензивира контактите после кривичната пријава за перење пари од македонскиот Телеком, каде 20 директори на Кондоминас беа опфатени со тоа. Со посредство на Малелис дојде до контакти со Мијалков, кои резултира со запирање на постапката против директорите. За возврат на тоа, Кондоминас, преку неговата ќерка, неговата фирма Демко, влегува, го зема земјиштето, влегува во многу други бизнеси преку офшор компании, регистрирани на адреса на една адвокатска канцеларија во Скопје, позната, блиска на оваа фамилија. И од тука не им пречи, да речеме, ево го напаѓаат Заев за контакти со разузнавачки служби. А такви ги нема, не видовме доказ. А зашто не им пречи? Тој Малелис е поранешен припадник на грчката разузнавачка служба. Познат со богато криминално досие. Како не им пречат блиските соработки и контакти со тој Малелис, на Груевски и на Мијалков, а му пречат некакви имагинарни кои не ги видовме представници на овие служби на останатите. Или сладки им се црните пари, а се друго е казнено за останатите граѓани. Каков патриот е он кој вика дека ќе брани Македонија од продажба на името, не контактира со ниеден од грчките официјални органи, а контактирате со подземјата. Каков е тој патриот? Добро. Ова околу објектот Тој објаснивте. Покасно. Проформа? Проформа, покасно ќе се преточи во некои други фирми на познативе офшор компании на фамилијата. Добро. Како награда за меѓусебните договори. Добро, околу досијата за кои говоревме, но предходно сакам да ве прашам, не ги искоментиравте ставовите на телекомуникацијските компании, мобилните оператори, кои тврдат дека немаат ништо со прислушкувањето. Добивме вчера официјални соопштенија од сите нив. Да, нормално е тоа да го кажат. Зошто? Затоа што кога они го добиваат налогот, тој има назнака дека тоа службена тајна. И нормално е внесувањето на операторот дека не смее да коментира службена тајна. Но велат дека воопшто не постои такво нешто. Но тие се во дебела каша, ево зошто. Вие во Македонија, зборам конкретно, имаме 3 мобилни оператори. Не можете да ја покриете целата територија на Македонија, не можете во континуитет да ги следите комуникациите на определен круг на лица,
ако немате техничката подршка на операторот. И тие тоа го знаат. Тие нормално е дека ќе се бранат во јавноста дека немаме ништо, дека се сме законито постапувале, зашто за тој дел не се одговорни, бидејќи нашето кривично законодавство не ги има директно спомнато, но тоа не значи дека и тие не носат одговорност кога ќе приметат дека толку масовно се применува, може да го постават прашањето дали навистина се е законито. Ќе биде голем проблем за нив доколку макар еден случај излезе надвор од она што е покриено со решенија на судот. Тогаш тие се во криминалната зона. Тоа значи дека за 20.000 луѓе невозможно да имаат решенија Нити за постои прислушкување. странска служба што може да го направи тоа. Не постои таква, го верувам. Нити постои било каков центар, комерцијален, партиски, меди, каков сакате, што може да ја покрие целата територија без подршка, но и без подршка, односно примена на УБК. Исклучив тие може да го направат. Да. Тоа. Добро. Технички неизводно. Да. Вие велите дека имате документи за оваа власт, можеби подобри од Заев, што ќе се ако нешто ви се случи, кој ќе ги отвори тие документи? Тие документи имат една чудна судбина секој пат. Тоа е заблудата на секоја власт, вклучително сега на Груевски. Ако ги папсите сите, он мисли дека ќе биде безбеден. Напротив, вие не можете да ги унишите трагите. Не постои таков совршен злочин. Еден ден ќе ви бидат презентирани. Или ќе ги презентирам јас, или некој друг, тоа е помалце важно. Но тоа е порака до сите. Не постои совршен злочин. Еден ден ќе ги стават на маса. Тој ќе им се случи и на овие. Вашите предикции се всушност дека ова е почеток на крајот на оваа власт. Ова е самиот крај на Груевски. Не почеток на крајот, самиот крај. крај. Колку ќе трае? Ќе зависи од другите, не само од него. Он би сакал вечно да владее, ама гледа дека мора да бега. Ви благодарам што бевте гости. Јас на вас.